Почитувани ученици, добар ден! Добар дојдовте на мојот наставен час по предметот математика. Јас сум оделенски наставник Билјана Арсовска, доаѓам од основното училиште Вера Јоцик од градот Скопје. Денешна наставна содржина ни е броење по 1. Цели на овој час се: ученици, ќе можете да изброите предмети до 100. Ќе научите правилно и точно да ги изговарате и пишувате броевите. Ќе броите по 1 до 100 нанапред и наназад. Броење по 1. Калин сака да ги изброи тројачињата со кои си игра во паркот. Што и направил со тоа што почнал да става на секој главче на другарчето по едно срце. 1, 2 другарчиња, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 и заедно со него 10. Да почнеме да броиме од почеток. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Може да погледнеме како се запишува бројот 10. Ова броење велиме дека се вика броење по 1 до бројот 10. Многу битна лекција што треба да научиме, дека другарувањето е една од најубавите работи за детето. Дали се согласувате со мене, драги ученици? Така и мислев. Броење по 1. Имаме друга порака тука која што исто така е многу битна. Можеме да погледнеме сликата. На сликава гледаме воспитувачката со дечиња кои што се од различни краеви на светот. Дали е битна бојата на кожата и националноста? Се разбира дека не е. Затоа и сите дечиња се ставени во една група. Воспитувачката, пред да почне да им чита книга на децата, ги изброила. Таа почнала да брои по 1. 1, 2 дечиња, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, вкупно има 10 дечиња, а заедно со нејзе прават група од 11. Таа броела по 1. Да се обидеме да броиме по 1. На сликава ни е прикажана низа од броеви, бројна низа. Почнуваме да броиме по 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Ова броење велиме дека се вика броење по 1, за едно поголемо од. Стрелките со црвена боја, каде што се означени, односно броевите од 0 до 9, забележуваме дека тие броеви имат една цифра и за тие броеви велиме дека се викат едноцифрени броеви. Броевите од 10 до 20 забележуваме дека имаат по 2 цифри. За тие броеви велиме дека се двоцифрени броеви. Дадена ни е низата од броеви, или може да се каже табела, ова е од 50. На која десетка припаѓаат броевите во вториот ред, од третиот ред, од петиот ред? Па обиди се да ги пронајдеш броевите што недостасуваат. Кога имаме испуштени броеви, полесно ни е да дополниме низа. Да се обидеме да ви го покажам сликовите. Почнуваме првен да ги броиме редовите. Прв ред, втор,
ред, четврти ред, пети ред. Што вели? Кога имаме испуштени броеви, полесно ние да ги дополниме со низа. Почнуваме да броиме и да ги дополнуваме броевите. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. После 7, кој број следува, ученици? 8. Одлично. Бројот 8. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ни е даден. После 15 следува бројот 16, 17, 18, 19, 20. Ајде сите на глас заедно да броиме. 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31. Па ни се дадени броевите се тука до 36. По 36 следува бројот 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49 и на крај стигнавме до бројот 50. Забележувате дека е многу лесно броењето на низа. Броевите ни се представени со цртички на оваа бројна оска. Потребно ни е само да изброиме и да го најдеме бројот на оската. Покажи каде би биле броевите на бројната оска. Бројот 4. Почнуваме да броиме. 1, 2, 3, 4. За да стигнеме до бројот 6, продолжуваме од бројот 4. Не се враќаме од бројот 0. 4, 5, 6. Бројот 12. Најблиско до бројот 12 на оваа низа ни се наоѓа бројот 10. 10, 11, 12. Бројот 15. Можеме да почнеме да броиме и од бројот 17, но треба да се враќаме наназад, и од бројот 12 да одиме нанапред. Да се обидеме со бројот 17. 17, 16, 15. Покажи каде би биле броевите на бројната оска. За полесно, потребно е да се стават цртички помеѓу десетките. Одлично. За да најдеме каде би биле бројот 5 и бројот 9 на оваа бројна оска, полесно е да ставиме цртички. Секогаш прво ја ставаме цртичката која што се наоѓа на средина, а тоа е бројот 5, ученици. Кога ќе го ја поделиме бројната оска на половина, средината ни е бројот 5. И потоа одиме 6, 7, 8, 9. Многу е лесно и интересно. Се сложувате со мене, ученици? Одлично. Покажи каде би биле броевите на бројната оска. 25 и 27. Помеѓу бројот 20 и 30, кога ќе ја поделиме бројната оска на половина, на средина ни се наоѓа бројот 25. Па потоа добројуваме со цртички. 26, 27. Покажи каде би биле броевите на бројната оска. 25, 28, 33, 35. Што можеме да забележиме? Оваа бројна низа или бројна оска имаме од 20 до 30 и од 30 до 40. Значи, треба малку да ги стесниме, да ги собереме цртичките.
Бројот 25 се наоѓа на половина од броевите 20 и 30. Точно на средина. 25. Добројуваме. 26, 27, 28 би било некаде малку пред 30. 33. 33 и 35. Првин го пишуваме бројот кој што се наоѓа на половина помеѓу 30 и 40, а тоа е бројот 35. Па потоа уште полесно можеме да го најдеме бројот 33. Односно 31, 32, замислени цртички имаме 33. Еве како би изгледал и каде би се нашол бројот. Да се обидеме да броиме вертикално и хоризонтално. Да броиме вертикално. Вертикално броење ни е од озгора па надолу. После бројот 2 доаѓа бројот 3, 4, 5. Од 24 доаѓа 25, 26, 27. По бројот 7 доаѓа 7, 8, 9, 10. Да се обидеме да броиме хоризонтално. 4, 5, 6, 7, 45, 46, 47, 48, 61, 62, 63, 64. Ќе броиме по еден. Како ќе изброиме колку јаболка има? Ќе се обидеме да броиме по еден. Вкупно имаме 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 јаболка. Одлично, ученици. Ми се мрдат јаболчињата. Можеме да забележиме тие што дечињата се обидуваат да ги изручкаат. Да се обидеме да броиме наназад. Од бројот 20 да се обидеме да броиме наназад. 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11. Да се обидеме да ги изброиме моливчињата. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 моливчиња. Едно, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Правиме втора група од 10 моливчиња. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Трета група од 10 моливчиња. 2, 3 моливчиња, 4 моливчиња, 5, 6, 7, 8, 9. Четврта група од 10 моливчиња. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Пета група од 10 моливчиња. Сите овие моливчиња ќе бидат потрошени од вашите вредни рачиња. Домашна работа. Земете во двете рачиња колку што можете повеќе боички. Обидете да ги изброите со броење
по еден. Се надевам дека ви се допадна часот и дека научивте да броите по еден. Довидување.